Предлог план против ширење на лажни вести или начин на цензура на интернет просторот. Ова прашање се поставува во дел од медиумскиот корпус по пресконференцијата на премиерот Зоран Заев за планов против дезинформација кој бил резултат на следењето на мерките на Европската комисија. Како одговор на овие сајбер закани и согласно заложбите за отвореност, отчетност и транспарентност, владата работи на акцијски план за справување со дезинформациите на системско ниво. Долгогодишниот новинар Дарко Јаневски веле дека овој план бил налек на дел од членовите од законите на поранешна СФРЈ, односно враќање на нешто слично на комунизмот. Јаневски веле дека ова е цензура. Ова пресконференција на ЗАЕФ всушност е вовед во враќање на некогашниот член 133 од Кривичниот закон на Социјалистичка република Македонија со наслов непријателска пропаганда и всушност ЗАЕФ ќе се обиде да направи една апсолутна и целосна контрола врз све што мисли поинаку од него и од неговата власт и на тој начин со помош на тоталитаризам да го проложи своето владење. Механизми за справување со фейк ньюс, регулатива на интернет порталите, социјалните мрежи, обуки. Ова е дел од планот на владата за справување со лажните вести, но премиерот не одговори прецизно што кога евентуални лажни вести пристигнуваат од институциите. Во врска со ова кое што денеска го презентиравте, во 2018-та вие бевте тој, односно владата, која што тврдеше дека имаме датум за почеток на преговорите со ЕУ, за да после една година испадне дека тоа не е така, па прашувам кој е виновен за оваа лажна вест. Во делот на датумот за почеток на преговори, секој пат сме зборувале тоа што документите го пишуваат, тоа што Европската комисија го кажува и европските лидери. Дека ќе добиеме датум за преговори во јуни 2019 година, пишуваше во извештајот на Европската комисија во јуни 2018 година. По пресконференцијата на ЗАЕВ се огласи од опозицијската ВМРО ДПМН, кои негативно го коментираат предлог планот. Велат дека власта сака да воведе цензура на медиумите кои не се согласуваат со нивната политика, па преку соопштенија го потсетуваат премиерот Заев, што според нив се лажни вести. Лажна вест и дезинформација е дека Зоран Заев не се знае со Кики и Фрики. Лажна вест и дезинформација е дека Курто Дудуш не малтретирал и не навредувал со граѓанин. Лажна вест и дезинформација е дека генералниот секретар на Заев не учествувал во незаконски разговори за тендер тежок 7 милиони евра. Заев најави дека за овој предлог план ќе работеле со медиумската заедница, невладините организации, а за мерките не била предвидена реалокација на средствата.